Историска средба и нова ера во односите меѓу Кина и САД. Си Џинпин и Доналд Трамп задоволни од самитот и средбите на двете делегации. Кинескиот лидер најави подобрување на односите со Вашингтон и очекува годините кои следат да бидат одбележени со стабилни односи, порачувајќи дека Кина и САД треба да бидат партнери, а не противници. На разговорите, кои траја повеќе од 2 часа, имаше и предупредување, Тајван лесно може да ги влоши односите, па дури да доведе до конфликт меѓу двете земји. Целиот свет го следи нашиот состанок. Во моментов трансформација каква што досега не е видена, се забрзува низ целиот свет, а меѓународната ситуација е променлива и турбулентна. Светот се најде на нова раскрсница. Дали Кина и Соединетите Американски држави можат да ја надминат стапицата на Тукидид и да создадат нова парадигма на односи меѓу големите сили? Дали можеме заедно да се справиме со глобалните предизвици и да обезбедиме поголема стабилност за светот? Доналд Трамп го пофали својот домаќин, нарекувајќи го голем лидер. Според американскиот претседател, двете држави ги очекува светла иднина во билатералната соработка. Односот меѓу американскиот и кинескиот народ датира уште од откривањето на Америка. 2,5 века подоцна, таа прва врска прерасна во еден од најзначајните односи во светската историја. Од самиот почеток, нашите граѓани споделуваат длабоко чувство на меѓусебна почит. На разговорите присуствуваа и владени министри за финансии, трговија, одбрани и надворешни работи од двете страни. Американскиот претседател беше придружуван и од десетина истакнати бизнис лидери, вклучувајќи го извршниот директор на Тесла, Елон Маск, првиот човек на Nvidia, Јенсен Хуанг и извршниот директор на Apple, Тим Кук. Сите се сретнаа со кинескиот претседател, кој најави поголеми можности за американските компании на кинескиот пазар.